Благодарам, драги деца, наши мали пријатели, почитувана колешка Тренчевска, почитувани директори, колеги и колешки, почитувани гости. Сакам во мое лично име, во име на вработените во Министерството за внатрешни работи, да ви посакам топло добре дојде на сите вас и на министерката во Полицискиот центар Ѓорче Петров, на ова наше традиционално веќе предновогодишно дружење со децата од јавните установи 25 мај 11 октомври, кое што го правиме заедно со припадниците на специјалните единици на Министерството за внатрешни работи, се со цел да ја споделиме таа празнична атмосфера за годината која што изминува и за годината која што ни предстои. Денеска имавте добра можност да се запознаете одблиску со дел од работата на овие полициски службеници, да се забавувате подолго време заедно со нашите специјалци, да видите како им поминува еден работен ден на нив тука, ви покажаат дел од вештините и сакам неколку работи да кажам. Прво, за да се биде полициски службеник, меѓутоа посебно да се биде полициски службеник во специјалните единици на Министерството, значи пред се да се биде хуманист, да се биде заштитник, да се биде бранител и да се биде човек кој што пред се е подготвен да споделува со другите во заедницата, за целото општество да биде посреќно и побезбедно. Но едно нешто што полицискиот службеник не смее да одели од себе во текот на професионалната кариера и животниот век, тоа е личниот интегритет. Затоа што полициската работа подразбира пред се интегритет и да се зачувуваат моралните и етичките вредности, да се биде чесен, да се биде одговорен, да се биде солидарен, да се помага таму каде што е најпотребно. И ова го кажувам заради тоа што на овие вредности се учат децата токму од најмалата возраст. Покрај образованието е важно и воспитанието. И колку од овие вредности ќе не водат сите нас во животот, колку ќе бидеме одговорни према самите себе си, према другите во нашата околина, колку ќе бидеме солидарни, колку ќе бидеме праведни, за да на крајот од криштата си го градиме целото наше општество на овие вредности и принципи. Мене ме радува посебно што оваа предновогодишна средба ја направивме веќе да биде традиционална средба, средба на која што се дружиме заедно сите, даваме можност да бидете заедно со нас и да ја споделиме среќата и радоста, даваме или подаруваме пригодни подароци и оваа година, значи, добивте подароци од нашиот Дедо Мраз, меѓутоа ќе добиете и ваучери за 2 инвертер клими, кои што ги подаруваме за вашите домови и тие не се набавени од средства на Министерството за внатрешни работи, туку од средства со кои што практично моите дневници за 2022 година ги донирам на овие деца. И второ, сите припадници на специјалните единици се откажаа од својата маренда и овој дел од производите кои што е тука секако ќе одат за вашите домови. И тука сакам да
упатам искрена благодарност на секој припадник на специјалните единици за хуманоста и за поддршката на оваа хуманитарна традиционална акција која што ја правиме години наназад заедно, на кој што сакаме да ја покажеме најважната димензија за Министерството и за секој полицаец, а тоа хуманата димензија која што мора да не води во животот генерално. Многу е важно овие вредности кои што денеска ги споделуваме да бидат вредности кои што силно ќе бидат врежани во вашата меморија и ќе бидат врежани во вашиот живот како принципи на живење. Тоа значи да се почитувате меѓусебно, да ги почитувате оние кои што денеска вложуваат во вас и прават се за да израснете во вистински луѓе со вистински вредности, а на тој начин и заеднички да допринесеме да си ја изградиме нашата држава такава каква што си ја посакуваме сите ние. Ние како Министерство ќе бидеме секогаш тука за вас, за раководството на овие домови кои што раководат и се грижат за вас, затоа што само сите заедно мораме и можеме да си направиме да бидеме побезбедни и да се движиме на патот кон честноста, кон одговорноста и кон солидарноста. Секако, на крајот сакам една работа да ја упатам и како порака, а тоа е дека често, многу пред новогодишните празнувања знаат да бидат празнувања со пиротехнички средства, со петарди, со огномети и така натаму. И сакам да знаете дека користењето на пиротехничките средства е најстрого забрането, заради тоа што може да предизвика сериозни штети по вашето здравје и живот и по здравјето и животот на вашата околина. И никако тие не може да представуваат задоволство, туку напротив можат само да нанесат сериозна штета. И затоа да бидеме сите внимателни и одговорни и да славиме на милиони други начини кои што може да не направат сите нас среќни. На крајот сакам да ви посакам на сите многу здравје пред се, среќа и да имаме мир и во државата и во светот, заради тоа што мирот и безбедноста се основа на се понатаму. Среќна нова година, да сте живи и здрави!